When people told themselves their past with stories, explained their present with stories, foretold the future with stories, the best place by the fire was kept for the storyteller. Луѓето понекогаш се раѓаат срекни. Замисли си дека кога тие би ги отвориле рацете, тамо би имало мало парче сонце, само за нив. Тоа ги осветлува. Сите ги сакаат тие луѓе, тие се осветлени. Мачките им седат в скутови. Што? Тоа ти е среќата, тоа е дарба, тоа е благослов, што не може да се одземе. Истото важи и за пророштвата. Така, кога една ноќ се роди момче, благословено со среќа, беше предскажано дека тоа еден ден ќе стане крал. Без оглед на тоа колку е детето сиромашно и колку е лош кралот на власт. Без оглед на тоа колку е страшен монструмот. Дете на среќата. Не толку одамна, длабоко на север, каде што беше толку студено што многу студеното се сметаше за сосема топло, две студени срца владеја со земјата. Едното чукаше студено во суровиот крал, а другото во страшниот звер Грифинот. И се случи така во неделата што имаше два петока, суровиот крал да слушне за пророштвата. Родено е дете, го известува неговите шпиони. Дете на среќата, бедно како кајање, богато како снег. Седми син на седмиот син. Мудреците прорекоа дека ова дете еден ден ќе стане крал. Суеверие, величество, народи верувања, му рече неговиот злобен канцелар. Бабски приказни, безмислици. Како може едно селамче што не вреди ни да го плукнеш, како може детиште да стане крал? Но суровиот крал почна да се задушува кога го слушна ова. Таа вест остро му го прободе срцето. Така тој и злобниот канцелар тргнаа да го пронајдат детето на среќата и да го суредат. Нека ноќта не заштитува, Господ нека бде над нас. Амин. Ние го бараме детето на среќата, дали е тука? Па, да или не? Да не сме сгрешиле колибата? Тој е наречен дете на среќата, господине, но каква среќа може да има тоа кога е родено без ништо? О, кутра јас! Мојов пријател, свет човек, ви носи 7 вакви парчиња. Тој сака на детето да му биде заштитник и да се грижи за него. Како да ми е син. О да, вистинско дете на среќата, ја прифаќате ли понудата, да или не? Тоа е моје малечко момче, господине. Имаш уште 6 други, мајко, а сега тие ќе станат дебели како прасиња. Тоа е моето мало сакано. А се разбира, ќе добиеш уште злато за да се смириш. Жена ми не бара повеќе злато. Златото не можеш да го ставиш на своите гради. Не можеш да слушнеш како му чука срцето. Бидете задоволни, имате шанса. Утре ќе испратам луѓе да го раскрвавиме снегот. Ќе ви го дадеме нашето мало момче на чување. Што можеме друго да сториме? Добро. Грижете се за него. О да! Тој е скапоцен, знаете. Тој е 7ми син на 7миот син, дете на среќата. О да, многу е среќен. И така се случи тоа. Тие не можеа да проговорат. Не можеа да поверуваат. Нивното бебе го снема. Не. Навистина убава насмевка. А? И јас би се смеел да ми ги дадете вашето кралство, вашето злато и се што со право вам ви припаѓа. Имаш право. Би сакал ли? Не, ваше величество. Мислам, тој би сакал, зборувам за него. Страшен пат, како сабата среќа да го испуштила.
Pad od kego dokrajčili studenite branovi. Šok od kego suredi. Ne možem da gledam koliko ima do dolu. O, okolo. Šta je to? I ti zaminuješ, gospodine, dobra noć. Nikoj nema da je nosi moja ta kruna, nikoj. Strašno, to je strašna prikazna. Što? Bebeto umrelo. Kako taka prašuvaš što? Koji reče deka bebeto umrelo? Jasne. To je detena srekjata. O ne, bebeto padna, letna nadolu, ispuštena vo temninata, karpite mu se približuva. O da, zaroni nadolu, no povivkata se fati zedna granka i se smota okolu, povleku vajki go bebeto nagore, pred da go pušti nežno na bregot. Pesok, meko, sigurno. Zlobni od kancelar ne pomina toliko dobro, more to godnese, a sledното utro Grifinot imaše gozba. Što se odnesuva do studeni od krala od vreme na vreme, kad se počustvuaše loše, mnogo loše, no naskoro socema zaboravi što beše storil porodi straf od proroštvoto. Osvem toa kratko vreme pota toj dobi svoje dete, malo devojče. Toa go otkrije jedinstvenuto meko delče na negovoto srce i go dopre. Kolku mnogo ja sakaše malečkata. I pominuva godini 10, 12, 15, 16, kerkata izrasna vubavica. Za princezata se prikažuvaše, poneja se kopneše, a ponudi stotici. No kralot ne sakaše ta da se maži. O ne, to je nebisakalna brzina da ja zagubim. Priberete si gi racete, taka si misleše kralot. Trgnete gi racete od bojata najmila. To se 4 za Nikolas. Aha, 4 za tebe, Nik. Na kolena za njegovo veličestvo, kralot. Vaše veličestvo. Se naođem vo vašavo okolije, ja proverujem žetvata kako odi. Dosta dobro, veličestvo. A registrite? Pokaži mu je knjigata na njegovo veličestvo, sine. Se vneseno, gospodine, vašite luge se prepotuva za sekoj klas i sekoj zrno od žitoto. A na vaše to veličestvo mu je potrebno njegovata desetina se razbira. Se razbira. Ineku site bi bili lordovi, a ne kraloti. Toga što? Točno? Togaž na vistina što? Kako to, a momčeto rusokoso, koga vije bajcata se crni? Pa, ja sam najdenko veličestvo, to nije podarok od gospoda veličestvo, nije nemame svoje dete. Najden? Koga? Najden kade? Pokraj crnite karpi pred 17 godini, frljen bez jedna luzna na malo to telo. Taka? Ti si toga srekno momče. Taka i go vikame veličestvo Srećko. Srećko? Momče, kako tebe dobro bi se snašlo na dvorot. No, Jas ovdje sum potreben, gospodine. Togaž, kim ne dostigaš, hartije i peron. Jaske go zema momčevo gledaj, kim mu napišam kralska garancija. Odnesi go ova na kralicata, tak je te prečekevo naši od kralski dom. Od ovoj den, momčevo veke, nema da bide želno za ništo. Ura za kralot, ura, ura, ura. Na vistina sreken den, kralot odvaj dišeše od silното čukanja na srceto. Ova rusokoso momče mora da je deteto rodeno, da go posakuva njegovi od prestol. Deteto na srekata, da se ubije! Da se ubije! Da se ubije! Da se ubije! Megu melnicata i dvorecot se naođa šuma. Čovek peš ne može da je izmeri. Nogumina vlegle vonea, malkumina izlegle. Nečisti nešta živja tamo, a Srećko nema mapa. Zaguben je so časovi, a veki se stemni. Ne gleda ni prst pred oko, duri ni dupkata na koja odi. Kakva je ta bučava? Kade sum ja? Kade sum jas? O Bože, Bože. Se plašam deka ste se našli među kraci. Ove razbojnička peštara, strašno mesto. Togaž moram da izlezam. Na kralska zadača sum. Gledaj, imam pismo od kralot. Gledam, dragi moj, ki ima problem koga ke se vrata od mojte sestri. Tije se divi i se odnesuvam na silnički. Ke može li da se iskačam gore? Zažal ne. Podobro kasni nešto dodeka smislim što napravam so tebe. Ja sum gotvač. Gotvač. A ovo je, da rečeme, moj od gulaš. O, blagodaram.
O ne, ti ne možeš da si odiš sega. Vela дека sum sreken, taka? Tako mi je ime to, Srećko. O, ovo je mnogo vkusno. Blagodaram. Prekrasno. To ti je. Ja sum gotvačot, trujačot, najvalkanijot. Ajde, sega da vidime što imaš vo džepovite, srekno momče. Nikolvas. Pismo od krala, ta? Ova nikoš nema da stigne do dvoreca. Te napušti, srekjata, dragi moj, da. No slušaj, malio čovek ne veruvaše na svojte oči. Strašno, koliko grozno pismo. Ovo je strašno. Ženo, pišuvaše ovo pismo to. Koga ke go pročitaš pismovo, vednaš zapovedaj toj što ke go donese, momčeto po ime Srećko, da go istečat na 1000 parčinja. Stori go to bez odlaganje. Kralot. Ovo je grozno. Kutro to malo, prijatelče. Ke vidi me nije za ova. Nego drugo to, malo to čoveče beše i falsifikator. I taka, polnsto čustvo za fair play, sedna da napiše pismo novo, pred da se vrata doma negovite sestri, divite ženi i da mu go presečat grklano na nivni od zaspan gostin. I taka, sledното utro, deteto na srekata se razbudi odmoreno i osvežano, so dvorec od pred nego. Mnogo čudno. Si pomisli toj, no ne obarna poveke vнимание. Imam pismo Неговото величество, викна той пред подвижниот мост. Pismo Неговото величество на влезот од дворецот. Влезе внатре и ја најде кралицата како седи со керката. И веднаш се случи нешто чудно. Бум! Принцезата погледна во Среćко, тој во неа и бум! Тоа е љубов. Тоа! Во меѓувреме кралицата вчудовидена го читаше писмото. Навистина неверојатно. Уа за кралот! Уа! И свиркување, фиу! Фиу! Замисли си го него на патот кон дома, тој ликува. Подсмев ги стегнува неговите усни. Детето на среќата на 1000 парчиња заповедаше неговото писмо. Тоа е веќе сторено досега. Тој ја измами судбината, го измами пророштвото. На 1 милја пред дворецот слушна камбани и уште многу камбани. И тогаш, гледајки нагоре кон тврдината, лошиот крал виде нешто. Не му се веруваше. Како? 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 Викаше тој. Но никој не можеше да го слушне. Како? Ти така заповедаш. Свадба, велеше твоето писмо. Воспротивно смрт. Јас заповедав да го парчосат на 1000 парчиња. Го има писмото. На 1000 парчиња, велеше тоа. Ги намирисува по целиот пат кон дома. Погледни. Тоа е прекрасно, момче. Погледни колку се срекни. Јас помислив дека си бил кај гаталка. Детето на среќата еден ден ке стане крал. Татко, толку сме срекни. Ти благодарам. Ваше Величество, простете ми. Мислев дека сте суров тиранин, силни кон бедните. Но сега мене, скромен селанец, ме направивте ваш син и наследник и најсреќен маж на светот. А златниот пердув? Молам? Златниот пердув од Грифинот го имаш ли? Не, господине. Тогаш мора да го донесеш. Зар да ти објаснија дека керка ми нема да се омаже без него? Татко, но тоа е невозможно. Зошто? Затоа што Грифинот е монструм, тој јаде луѓе. Да, нема да биде лесно, но затоа секој човек не е подготвен да се ожени со мојата керка. Добро? Не. Не грижи се, ке се вратам. Не, никој не се вратил. За жал, таа има право. Ке видиме. И така, Среćко тргна на пат. Кон Грифинот, си велеше тој, кон Грифинот. Тоа беше правец каде што тој немаше никого, далечина што не познаваше никого. Чекореше со големи чекори, со секоја милја земјата стануваше се посиромашна. Наместо зеленило, прав. Црната пустелија на Грифинот палкаше се понатаму, се додека еден ден не дојде до едно езеро во кое не пливаа риби. Еј, Скеледжио! Ке ме однесеш ли преку езерото? Јас одам натаму без одмор, со или без тебе. Тогаш ке се придружам. Како што сакаш.
Gobaram Grifinot. Aha. Близко ли сум? Таму, преку езерото. Какви се тие светла на брегот? Диаманти, брилjanti. Никој не се вратил со нив. Јас ке го сторам тоа, јас ке се вратам. Ако го сториш тоа, може би ќе открие зошто морам јас да продолжам по овој заморувачки пат ваму таму без крај. Душава веќе ми е уморена и болна. Нема да заборавам. Секој што ќе дојде истата приказна. Грифинот за љубов, за правдина, за слава, за среќа, но на крај сите завршуваат како вечера на Грифинот. Секогаш на крајот страшни пискотници, кршење коски, цицање сокови. Кој е таму? О Боже, о Боже! Што правиш ти овде пак? А сестрите? О, тие се овде. Каде? Па не би можело со сигурно да се каже. Што се случило? Грифинот пролета покрај пештерата. Беше гладен. За среќа мојата готвачка умешност ме спаси. Но послушај ме, драго момче, тие ќе мора да се скриеш ти. Наскоро тој ќе биде овде. Ми треба пердув од неговиот грб, златниот пердув. Неговиот златен пердув, сполај му на Господа, ако излезеш од овде во едно парче. Заборави го златиот пердув и вети цврсто на жена ми. И вети, о Боже, о Боже. А морам да дознам кога скеледжијата ќе може да го запре своето патување без крај. Скри се под маса, а јас ке сторам се што можам. Ој, пријателе. Ми мириса на човечко месо! Се разбира на мене. Не! Мирисам друг вид месо! Нема никој друг овде, ајде, сега гладен ли си? Би можел да изедам цела куќа! Секако дека би можел. Престани да дърдариш, ми мириса на човечко месо кога ти велам! Ама првен дай да јадам! Гладен сум! Ајде! Под масата на Грифинот момчето слушаше и се обидуваше да мириса како коска, како нешто гнило. Готово! Добро, добро. А сега? Готово! А? Сега малку чешкање, чешкање. Што беше тоа? Што беше? Знам. Не спасен сум на вистина, не спасен. Многу силно те гребнав, ке престанам. Не! Чешкај. Добро. Многу ми е жал. О Боже, ќе бидам повнимателен, знаеш, на вистина повнимателен. Јас не сакам мене скубеш. Не, секако ти си чувствителен монструм. Јас не монструм! Мислев, убава недоразбирање и прекрасно животинче. Јас птица! Јас не сватена птица! Јас не животинче! Секако. Птица, многу убава птица. Би требало да се вратам од кај што сум дошол во таа страшна темна пештера. Така и ми треба. Не обидувај се да ме запреш. Ке му кажам на стариот скелеџија да ме префрли. Да, тој веројатно сега е надвор чекајки некој патник. Кутриот човек, зошто се секојаш таму? Зошто не може да си оди? Тоа е проколнат и ќе остане така, се додека некој не го земе веслата. Така, тој самиот ќе биде проколнат на истиот начин. Едноставно. Значи, ако некој го земе веслото, ќе мора самиот да весла, а скелеџијата ќе биде слободен. Колку е достано, ќе одам да му кажам на кутриот човек. Јас би го пресел на вистина, би требало да одам сега да го пресел. Не, јас сакам гулаш и чеш. Оди сега спи, имаше напорен ден. Јадеше луѓе и правеше пустош. Оди. Сега ќе нани.
Така е, нани. And off the luck И child јурна детето на среќата го грабна златниот пердув, ги собра диамантите и брзаше право дома кон среќата. to happiness. Не се ни осмелував да помислам дека си го нашол одговорот. Но ти се врати. Никој никогаш не се вратил. А јас се вратив и го имам одговорот. Наследниот патник што ќе дојде, дај му го веслото. Тогаш твојата среќа ќе биде негова, неговата слобода твоја. Толку едноставно. И за прв пат по толку години и векови скеледжијата доби надеж. Во неговите мисли се јави насмевка, мала насмевка што расте, готова да се роди. О, тој се врати! Го донесе и златниот пердув! Се вратив, а го имам и златниот пердув. Направив како што наредивте, рече тој, а кралот не можеше ништо да стори, освен да се согласи да го даде својот благослов. Го имате мојот благослов. Тоа многу го чинеше неговото горчливо срце и тогаш блесна богатството. Кралот ги ококори очите, злато, диаманти. О, од каде се? Момчето му одговори. Земав скеле преку езерото до местото каде што живее Грифинот, а на другиот брег имаше злато наместо каменчиња, смарагди наместо песок, а каде што удира морето, паѓа диаманти. На вистина, каква среќа! И кажувајќи го тоа, отров му ги вцрве очите и му ја исуши устата, па кралот реши да оди самиот. Истата ноќ тој се измолкна сам и тргна во потрага по волшебниот брег преку езерото. Ајде! Не можеме ли да одиме побргу? О, да, господине, има начин. Земете го, рече тој. Земете го. Така, ако еден ден дојдете на езерото со остров во него и скеле што оди натаму наваму, а го вози еден стар, тажен човек, свртете. Грифинот живее таму, а може никогаш и да не слезете од него. Бидејќи скеледжијата некогаш беше злобен крал кој го игнорираше пророштвото, чие срце беше сурово. Но природата, драги мои, е мудра жена која враќа и плаќа мило за драго. Еј! Да? Момчето и девојката, дали тие живеја среќно за секогаш? О, да, прекрасно, многу среќно. Момчето, гледаш, било дете на среќата.